Добар ден. Собранискиот канал уште во едно вклучување во живо од пратенички прашања. На денешната собраниска агенда е 86-та редовна седница посветена на пратенички прашања поставени од пратениците кон владата кои се одржуваат еднаш месечно и тоа обично последниот четврток. Да подсетиме дека функцијата на пратеничките прашања е тие да бидат инструмент за надзор и контрола врз работата на владата, со што се овозможува поголема транспарентност и отчетност. Во таа насока тие се дефинирани да бидат поставувани според одреден редослед. И тоа 2 пратенички прашања од опозицијата, а едно од власта. На тема колку пратеничките прашања се користат за политички поени наместо за суштинска контрола, те разговараме со координаторите на најголемите пратенички групи од власта и од опозицијата, Никола Мицевски и Оливер Спасовски. Координаторите на пратеничките групи и на која имаат клучната улога во организирањето на пратеничките прашања. Добар ден за Мицевски. Добар ден. Мицевски, веднаш на почеток. Кој од вашата пратеничка група и коалиција денеска ќе го видиме во улогата да поставува пратенички прашања? Добро, согласно распоредот кој што го имаме, она што ни утврдена динамика, прво да поставува опозицијата, па потоа и власта прашање. Имам одредено неколку пратеници кои што ќе поставуваат прашања кои што се од интерес за граѓаните. Тоа ќе бидат колегата Љупчо Пренџов, Малиша Станковиќ и Јулија Тушевска, пратеници од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Добар ден и за координаторот на СДСМ Оливер Спасовски. Истото прашање Спасовски и за вас. Кои пратеници денеска ќе постават пратенички прашања? Имаме определено 4 пратеници за поставување на пратенички прашања: Венко Филипче, Моника Зајкова, Даниела Николова и јас. Тоа се според распоредот. Знаете дека опозицијата има 2 представници, еден од страна на власта, и секогаш пратеничките прашања представуваат и политичка дебата, меѓутоа и контрола на власта. Дали во целост тоа се исполнува? Сигурно дека не, заради тоа што недоаѓањето на сите министри во владата на сослушувањето на пратенички прашања е сериозен проблем кој што мора да биде променет. Мицевски, како се обезбедува еднаква можност за сите пратенички групи да постават прашања? Добро, имаме еден деловник кој што го работевме заедно власт и опозиција во минатиот мандат и мислам дека согласно тој деловник успеавме да обезбедиме фер услови за пратенички прашања, односно најмокната алатка која што имаат пратениците, а тоа е надзорот над извршната власт. Тогаш договоривме да она динамика на поставување на пратенички прашања биде 2:1 во корист на опозицијата и нормална опозицијата да бара повеќе одговори на целата таа работа. Меѓутоа морам да истакнам дека со тој договор, односно со новиот деловник и Жан Моне процесот, успеавме да обезбедиме дополнителна алатка која што и како битна за работата и функционирањето на собранието, а тоа е опозицијските пратенички прашања кои што се одржуваат исто така еднаш месечно во трајање од 2 часа, на кои што опозицијата единствено поставува одредени прашања. Дали се злоупотребува за одредена политика? Така, тоа ми беше и прашањето под прашање, колку се аргументирани пратеничките прашања од опозицијата? Видете, од позиција на координатор на пратеничка група на власт не би било умесно ја да коментирам. Идејата беше сосема друго. Меѓутоа, нормално е да политичките субјекти во собранието го користат секој момент да постават и одредено суптилно пратеничко прашање. Целта на овие опозициони пратенички прашања беше да се добиваат информации во тие 2 часи со брзи прашања и одговори за одредени тековни работи, проекти или ситуации кои што ги имаме од одредени, да речем, делови во државата, кои што ги бараат граѓаните како одговор од пратениците. Меѓутоа, тоа е што е. Сепак имаме сериозен инструмент кој што дава можност 2 пати во месецот да бидат поставувани прашања. Владата мора да биде будна, треба да одговара на тие прашања. Се подига транспарентноста на работата на собранието и секако преку прашањата кои што ги поставуваат пратениците се вклучени и граѓаните, затоа што голем дел од тие прашања се прашања кои што граѓаните ги поставуваат до извршната власт.
Спасовски, ја нашавме темата колку опозицијата е задоволна од одговорите на власта на овие пратенички прашања. Видете, секогаш знаете дека прашањата на опозицијата се во насока да артикулираат одредени теми кои што се важни во одреден сегмент. Така да никогаш немате лоши прашања. Може да имаме лоши одговори на тие прашања. Задоволството треба да биде кај граѓаните. Пратениците на опозицијата или на власта сеедно можат да бидат задоволни или не. И тоа благодарение на политичкиот момент, на политичките ставови кои што ги имаме. Важно е тоа што ќе го чуете од страна на министерот, дали ќе бидат задоволни граѓаните. Факт е дека постојат одредени министри кои што доаѓаат целосно неподготвени за пратенички прашања. Ја имав личен случај во кој што министер кој што ми има дадено писмен одговор воопшто не знаеше дека дал таков писмен одговор и тоа го ценат. И тоа го ценат граѓаните. Како и да е, ако сакаме да го зголемиме демократскиот капацитет на оваа институција, треба да допринесеме сите ние. Мислам дека промената на деловникот, овозможувањето на опозицијски пратенички прашања и така натаму, оди во таа линија да се зголеми демократскиот капацитет и едноставно мора сега сите заедно да поработиме за да се разбере дека собранието избира владата, не бира владата нас. И министрите, премиерот се должни да бидат присутни, така како што пишува и во деловникот, и да одговарат на прашањата. Затоа што одговорот на прашање на пратеник од опозицијата или од власта не е одговор кон пратеникот, туку е одговор кон граѓаните заради тоа што ние сме народни представници. Уште накратко, уште едно прашање. Колку пратеничките прашања ја исполнија својата цел? Секој институт кој што значи можност за контрола на владата, на работењето на министрите и така натаму, мора да исполнува целта. Значи, ако постои институт кој што е предвиден не само кај нас, во целиот свет во парламентарната демократија, а тоа се пратеничките прашања, тоа покажува дека се еден од важните сегменти во контролата на извршната власт. Истото прашање, Мицевски, за вас. Колку пратеничките прашања ја исполнуваат својата цел? Ја исполнуваат целта, затоа што владата има обврска да дојде да одговори на одредено прашање. Дали одговорот ќе биде во насока на прашањето или не, граѓаните сте тие кои што ја ценат одговорот, односно јавноста е таа која што ги дава одговорите. Сметам исто како колегата Спасовски дека овој инструмент е исклучителен битен за транспарентноста и за подигањето на демократијата. Од нас самите зависи на кое ниво ќе успееме да го подигнеме тоа во следниот период. Мицевски, ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата. Спасовски, на вас ви благодарам.